Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот, време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Оваа емисија е замислена како едночасовен разговор кој оди во живо. Во неја учествуваат гости, стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме веднаш со денешната тема, таа е посветена на актуелната политичка состојба во земјава, предизборната кампања и предстојните воредни парламентарни избори, но и актуелната состојба во светот. Ке излезе ли Македонија од двегодишната политичка криза? Каков ќе биде односот на силите во идната влада? Како ќе помине остатокот на предизборната кампања и самиот ден на гласање? Но и каков ќе биде односот на силите во светот и каков ќе биде нивниот однос кон регионот со промената на власта во Белата куќа во Вашингтон? На овие теми во наредниот неполн час ке разговарам со новинарот Цветин Челиманов. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Токму така, денеска гости во студиото на Радио Полиграф, Цветин Челиманов, новинар, аналитичар. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Имаме многу за што да разговараме, надворешна политика, внатрешна политика, но првим да почнеме со ти беше, се врати пред некој ден од пат низ регионот, гостуваше на неколку медиумски, балкански медиуми со дебати. Зашто точно се работи? Да, бев до Словенија на средби со колеги новинари, да речеме, во овој навистина интересен политички момент, кога може да се почувствува, значи, дека и Словенија врие, дека и целиот Балкан врие во исчекување на тоа што ќе се случува понатаму со САД и со Европската Унија. Конкретно во Словенија од повеќе страни се притиснати, се чувствува прелевање на бранови и од Австрија, каде што се нели изборите во недела, каде што се решава дали ќе победи националистичкиот кандидат или зелениот кандидат. Во исчекување се истиот ден и на прелевањата од Италија, каде што имаме популистичка партија која што ги меле, ги брише на страна старите партии, да речеме партиите на Берлускони и партијата на чадорот на Матео Ренци, кој што очекуваме нели најави дека ќе поднесе оставка во зависност од исходот на референдумот. Се граничат и со Унгарија и со Хрватска, каде што имаше бран на популистички конзерватизам Орбан, и во Хрватска нели тој бран почна, па беше пресечен. Практично почна со Карамарко, кој што практично ХДЗ ја формираше поглед на Фидеш или на ВМРО, ако сакате, или поглед на не знам, полската ПИС партија, Правда и справедливост, така да почна тој бран во Хрватска со именувањето на гениалниот Хасанбеговиќ за министер за култура, кој што мислам дека буквално сите ноти на, да речеме, младата фаза на ВМРО тука ги поклопи, или да речеме ВМРО на некој начин може да се каже дека се подмлади со овој напад од страна на левицата, со објавувањето на снимките, со кревањето на чадорот и на Сорос и на старите структури нудба во Македонија против нив, така да навистина се во интересна фаза, а да речеме се единствена држава која што немала права, вистинска пропазарна, да речеме и национална, ако сакате, и народна опција на власт. Кога имаше, се случи една незамислива работа, апсење на лидер на една од најголемите партии за напумпани слаби, сомнителни докази кои што беа изнесени против Јанез Јанша, така да и таму врие, и таму сака да знаат како да речеме во остатокот од Балканот се справуваме со овие метастазирани левичарски движења, со овие револуции, овие од надвор финансирани организации и групи, и со остатоците од стариот режим. И очигледно овие денови има нови најави дека може и таму да има предвременни избори. Мене ми беше задоволство да разговарам со конзервативни, десно ориентирани новинари. Имавме интервју на телевизија, на топ телевизија, која што беше емитувано, потоа и на поголем број регионални телевизии, во кои што
го иметува и професорот Фрчковски, кој што дојде неколку дена после мене пак таму да зборува, така да луѓето може да споредат како размислува нели една таква стара удбашка полициска структура во Македонија, како размислуваат конзервативните десните луѓе во Македонија и што се со новите какви проблеми. текови конечно денеска. Тоа е има разлика помеѓу минатото и сегашноста и реалноста. Да, па СДСМ многу полага на Словенија, бидејќи една членките на ЕУ, веќе последниве членки на ЕУ, што е владеена од Социјалдемократска партија, им се блиски по менталитет. Знаеш, нифиме тешко поише од Белград додат, мора некој од Америка да дојде да им каже што да прават. Словенија им е тука некаде блиску и беше, зборувавме доста за аферата Пристап, кога СДСМ практично криминално се поврза со една пиар компанија во Словенија, која што уапсениот кој нели чии собственик беше уапсениот европратеник. Европратеник Зоран Талер, он беше близок со нив, многу близок со нив, и кога практично во Македонија почна аферата Пристап, па кога него му придоа луѓе да бараат, да му нудат пари, он се правдаше дека мислел дека му ги праќа долгата рака на ВМРО, македонската тајна служба, дека му пристапува, за подоцна да помисли дека не знам го мести ЦИА, такви одговори даваше, за на крај да свати дека новинари го од империјата на Руперт Мрдок, мрачниот десен. Дали продолжување на Пристап ова сега што се случува со Ифимес? Да, дефинитивно, значи моделот е сличен, СДСМ со пари, државни пари во тоа време Пристап купува меѓународен углед во Словенија и во Брисел, бидејќи луѓето имаа влијание во Брисел, некакво на времето, и промовирање на некои теми кои што нифим се значајни за во медиумите, од типот дека, не знам, медиумите во Македонија не биле слободни, дека ВМРО е националистичка партија и така натаму. Тоа беше аферата Пристап, беше финансирано со пумпање на пари од македонскиот буџет на, не знам, кабинетот на председателот Црвенковски тогаш, буџетот на МНР, но и да речеме од изградба на крупни инфраструктурни објекти што во Македонија ги правеше словенечка компанија. Тоа е централата Света Петка на РИКО. РИКО е главен финансиер на Ифимес. Ифимес е аналитичка организација која што била дека се нели словенечка организација, предводена од Зијад Бечировиќ и Бахтијар Алјав, вториот господин Курцки, мислам, доселеник во Словенија, кои што се поврзани со словенечките социјалдемократи, повторно финансирани од РИКО и од голем број компании кои што во Словенија во голема мерка се државна собственост, значи практично се собственост на владата, која што во Словенија не е веќе ни социјалдемократска, туку е практично, како што велат сите, Кучанова влада. Милан Кучан изнаоѓа нови ликови на место на дискредитираните социјалдемократи да владеат, така сега тоа е Церар, Миро Церар, пред него беше директорот на Меркатор Јанковиќ, така да вадат нови човек партии, но генерално тоа се истите луѓе во истото движење. Словенечките медиуми обвинуваат дека ИФМС добиле и Бечировиќ добиле нели десетици илјади евра од градската каса на градот Копар, кој за слушателите доколку не знаат, е град побратим со Струмица. Да. И тука е сега некој интересна врска. Градоначалникот на Струмица Зоран Заев беше во Словенија, нели тие меѓуградски побратимски врски, но интересно беше што токму тогаш кога беше излезе во медиумите поврзаноста на ИФМС и Бечировиќ, кои земале пари, нели неколку десетици илјади евра од градската каса, која па подоцна, колку што успеав да разберам, ќе ме демантираш доколку не е така, помагала во пиар активностите на СДСМ во Македонија. Да, тоа се два збратимени градови. Градоначалникот на Копар е практично словеничкиот Заев и сега градот има голем број доселеници, што од Македонија, што нели албанска диаспора, што од Босна, што од Србија, и градоначалникот е Црногорец и се потпира во голема мерка на овие гласови. И тука е тој некој контакт, оне каскадерот наш Рок Цветков, она мислам дека таму живее и оне некој контакт, некоја врска, струмичка врска со Заев. И дел од пакетот, како што нели објавен во словеничките медиуми, да се пумпаат пари од фондот на градот, да се даваат нова аналитичка група која што потоа продуцира вакви политички анализи кои што одговараат
како на словеничките социјалдемократи, така и на Зоран Заев. Зоран Заев беше во ИФИМЕС, во овој институт, држеше предавање минатата година и тогаш го направи онај еден од неговите најголеми гафови, што за Заев навистина е многу да се каже, бидејќи он од толку гафови, значи, ама овој навистина беше еден од оние кои што останаа запаметени кога кажа дека нападот во Куманово е дело на исламистички групи, иако претходно тврдеше дека постои некаква мистенка, дека не знам, владата само го направила, да. Отиде во ИФИМЕС и пред Стипе Месич во публика кажа дека се работи за исламистички напад. За потоа, кога се врати во Македонија, кога му кажа дека, нели, луѓе го следат што зборува и дека сериозно му ги земаат изјавите, можеби не треба, но му ги сваќаат и ги споредуваат што кажал порано и што кажал сега. Повторно да кажа, ама не, јас сепак мислам дека останав на мојот прв став дека сепак било мистенка, не било исламистички напад. Значи, тоа е тоа што Заев го прави во со ИФИМЕС. Чест гостин во Копаре и Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи. Заедно беа. Да. Последниот пат имавме такви нели медиумски извештаи. Но да им посочиме малце на слушателите, неделава ИФМС објави нова анализа за престојните избори во Македонија, во која ја обвинува земјата дека одела, тие го нарекуваат тоа колку што успеав да извам, кон путинизам и силно, а во исто време силно ја бранат партијата СДСМ, за која велат дека станува вистинскиот представник на барањата на македонските албанци наместо партиите ДУИ ДП. Зошто го кажувам ова? Уште во анализата се навестува она тежнење кое можеме да го слушаме по предизборниве митинзи на опозицијата, каде нели СДСМ се обидува да го освои албанскиот глас, на сметка нели на досегашните национални партии ДУИ ДП, Унитети и останатите албански партии. Ти самиот рече на почетокот на емисијата дека Љубомир Фрчковски, професорот, беше неколку дена после вас, излезе некоја информација, ја гледавме по македонските медиуми, дека како беше насловот 6%, дека со ова 6% од албанските гласови се веќе на контото на СДСМ. Така. Да, прво по мојата посета и Фрчковски беше во Словенија, говореше во ИФИМЕС, имаше интервју за Словенички дневник, каде што ги изнеси истите овие аргументи. Ја напаѓа Македонија дека оди кон автократија, бара повторна интервенција од Европската унија, некој да дојде од надвор, да ни каже која влада да избереме, кој да биде на власт, кој да биде чадорот, какви политики да се водат, како да се уреди државата. Воедно и нели бидејќи тоа е една од поентите на овој институт, и во Словенија отпорот, револтата навистина голем, бидејќи чувствуваат дека преку ред им се даваат државјанства на доселеници од Балканот, албанска диаспора, значи очигледно преку Заев прават обидни македонците да ги свртат натаму, што не верам дека ќе успее, така да изберат градоначалници, барам во големите градови каде што има повеќе доселеници, да бидат избрани од оваа социјалдемократска Кучановска партија, која и да решат утре, како и да се вика утре, откако ќе го искористат премиерот Миро Церар, но да имаат некакво влијание и на парламентарните избори, така да тој е еден модел кој што во Словенија веќе функционира и на кој што десницата од Словенија навистина е гневна, доселеници да решаваат кој да Словенија има една историја уште од балканските, мислам од распадот на Југославија, многу од Босна и Херцеговина пребега во Словенија, па многу се смеја, дали имаше штосови на нивна адреса дека каков си ти словенец кога немаш босанско потекло. Меѓутоа изгледа тој тренд, јас сега не ги следам многу состојбите таму бидејќи си бил, очигледно дека тој тренд продолжува на овој пат со доселеници од албанските држави, па и од Македонија. Да, дефинитивно, и тоа е очигледно нешто што и на Заев му велат дека би можело да успее во Македонија, дека со мал дел од македонските, гласовите од мнозинството кои што по некоја идеолошка линија или семејна линија како и да се лојални, остануваат верни на твојата партија, и со гласовите од малцинствата во државата можеш да бидеш и ти премиер, како што и во Словенија се случува нешто слично. Така да тоа е отприлика еден политички модел кој што претпоставам дека и од САД му го нудат и од Британија, значи неговите советници, бидејќи он има советници од САД и од Британија, но како што гледаме тој модел забрзано крахира и во западноевропските држави, и во англосаксонските земји, и во Западна Европа,
и токму СДСМ се најдени во моментов во обид да се реализира овој модел во моментот кога доживува навистина тежок пораз, гледаме и во Франција, и во Германија, и во Австрија е најавен, и во Италија, значи низ цела Европа, а гледаме и многу тежок пораз во САД, но ете, Фрчковски си е тој, планот кој што го, нели, тоа што го зацртале, не се многу креативни и снодливи, гледаат дека нели, конструкцијата која што имаат направено се руши на секаде околу нив, но сепак. Нели, се продолжуваат, он се кажа дека треба да се учи албански од прво оделение, дека треба да има двојазичност на цела територија, така ќе се добијат албански гласови. При тоа види, ја морам да кажам, јас имам учено албански 2 години, kuptoški pak, no, još ću mir po mund флет, газетачни ѓухенштјуп, значи можам да читам албански, можам да подразберам нешто, немам проблем со тоа, но начинот на кој што се обидуваат да го наметнат и морам да кажам дека потребната вредност не е многу голема. Значи, навистина, покрај тоа што сум седнал да научам албански, не сум многу користен. Значи, навистина не ми притребал ниво новинарска работа, като што би предпоставувале дека би треба. И навистина не гледам потреба моето дете да го учи. Знаењето на јазик е секогаш плюс и голема придобивка, но овдека мотивите ми се чини дека не се тие, но за тоа и за другите. Да, мотивите се други, дефинитивно мотиви. Одиме со краток блок реклами, па продолжуваме понатаму со интервјуто. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото. Мој денешен гостин Цветин Челиманов, новинар и аналитичар. Цветин, како ќе помине остатокот на кампањата и денот на изборите? Сега сме во таа втора недела од предизборна кампања. Можеме да ги видиме понудите на партиите, на ВМРО, на СДСМ и на останатите партии. Сакале ние новинарите, тоа ни е работа, мораме да ги следиме, да ги чуеме понудите и врз основа на тоа да изградиме некаков став и очекување, па да им ги принесеме на нашите слушатели и гледачи. Па како според тебе ќе остане остатокот ќе помине остатокот на кампањата и како ќе помине денот на изборите? Мислите ли дека ќе има некакви, не дај Боже, инциденти? Значи, веќе има една директна најава од страна на Бранко Геровски, новинар близок до СДСМ, дека кампањата до крајот ќе биде навистина валкана. Предпоставам дека тоа подразбира објавување на некои снимки кои што СДСМ ги чуваат, се разбира, во резерва, и бидејќи предпоставам дека се што е од некаков јавен интерес, што се обидуваат да кажат дека од јавен интерес во тие снимки што им ги дал Верушевски, веќе го имаат објавено, очекувам дека се тоа што останато се семејни разговори, љубовни разговори како што правеа со, не знам, представници на ДУИ веќе до сега. Така да очекувам дека тоа е тоа. Кои немаат врска со нивната функција, се разбира. Очекувам дека тоа ќе излегува, очекувам како што анкетите неумоливо им покажуваат на каде оди работата, дека во СДСМ ќе размислуваат за инциденти. Ние видовме дека имаше еден инцидент со Дима Спасов, очигледно организиран од страна на СДСМ и со некои момци од криминално подземје. Имаше еден инцидент кон ДУИ. При посета на ДУИ на Кумановско се обидоа практично, сега полицијата под контрола на СДСМ. СДСМ се бори со ДУИ за албанските гласови, што првпат се случува, и се обидува да ги спречи да посетат некоја село, на што, секој има право, во принцип, да го направи, да води кампања каде сака. Полицијата не интервенира, возилата од ДУИ се нападнати со камења физички. Да, беше скандирано против, беше миниран практично посетата на тоа населено место. СДСМ не може да се воздржи да не употреби лостовите што ги има во моментов, а тоа е МВР во кампањата. Може би не сме против ВМРО, но ги се обидува против Спасов, не на друг тип наместенка, но очигледно се обидува против ДУИ и тука може да се очекува некаков инцидент да избие во таа борба меѓу СДСМ и ДУИ за албанските гласови. И оваа најава од Груевски дека има информации дека сериозни информации дека СДСМ разговарале повторно со лица од албанското подземје за да не вратат на она што од 2008 година пристана, тоа е насилно полнење на кутии во албанските населени места за да се избере. Еднаш беше Борис Трајковски, еднаш беше Бранко Црвенковски, ДУИ, ДПА меѓу себе се бореа
нели употребува оружје да ги Сега нападат. сведоци да на Сега може да има вооружени ситуација СДСМ и дуи да го прават тоа, што е навистина бизарно. Да, па тука ми е следното прашање, дали доколку биде тесен резултатот меѓу двете најголеми македонски партии, има шанса Али Ахмети да биде председател на владата, тоа се оние шпекулации кои изминативе денови, нели, излегува како опција дека доколку, нели, дојде до тесен резултат, компромисот би бил токму Али Ахмети. Значи, јасна е победата, нели? Јасен е победникот на изборите според сите анкети, но точно, доколку победата не биде доволно убедлива, јасно е дека амбициите на албанските политичари ќе растат, откако добијат и на цена. СДСМ ги постави толку високи, ги отвори овие теми кои што не требаше да бидат отворени во целата афера прислушкување. Тоа се етничките теми кои што не беше кажано дека нема да бидат, нели, предмет на расправа, но ево очигледно СДСМ во последната фази од кампања во некој вид очај, не знаејќи што друго да направи, како поинаку да генерира хаос, ги отвори овие теми. Многу тешко ќе биде да се вратат назад овие Повестени се апетити, стандарди, да. освен доколку дојде до навистина убедлива јасна победа на ВМРО, кој што останува како единствен гарант на актуелното уставно уредување на Република Македонија и на стабилноста во земјата. Дали како новинар, колку што успеваш да ги следиш овие предизборни активности, дали сметаш дека СДСМ подобро ги застапува барањата на албанци, ќе ги застапува барањата, наспроти, нели, ДП и ДУИ, бидејќи околу тоа и разговараме. Види, ја сметам дека албанците добија навистина добра понуда во изминативе 10 години, да речеме, има некои работи кои што не се албанска тема, како што е, нели, строго сватено. Ако е албанска тема, значи само или вработување на етнички албанци во администрација, или јазикот, или некој споменик, или нешто символично. Значи, да речеме, легализација на дивоградби според мене е чисто албанска, добра мерка албанска тема, бидејќи генерално поради години и години на дискриминација во просек повеќе етнички албанци имаат не легализирана куќа отколку етнички македонци, иако е голем проблем и кај македонците. Можеби по апсолутна бројка повеќе македонци ќе легализираат куќи, станови, објекти, но како процент од население, или како процент од вкупната бројка, сметам во споредба со, нели, бројот што ги има демографски во Република Македонија, сметам дека повеќе им помага на албанците или субвенциите, земјоделските субвенции или намалувањето на даноците. Повторно тоа се прашање со кои што, нели, во поголем процент етничките албанци се рурално земјоделско фармерско население отколку македонците. Субвенциите повторно генерално повеќе македонци ќе добијат, но како процент повторно сметам дека не се дискриминирани албанскиот дел на популацијата. Или инфраструктурно, еве, ние имаме сега да речеме последниот, да речеме, град каде што има поголема застапеност на албанци, нека поголема концентрација струга, се гради автопат до таму, во редеве Дебаре географски навистина отпад, додека, да речеме, остануваат Битола, Прилеп, Струмица, да не изборам за места како, не знам, Радовиш, Кучани, Паланка, кои што немаат автопат и кои што, поред, ќе бидат покриени со овие брзи патишта, експресни патишта што се спремаат, но навистина може да се каже дека и во инфраструктурните инвестиции повторно нема простор албанските партии да се чувствуваат дискриминирано во овие изминати 10 години, но ете, немаат што да прават пред избори. Тие не се партии кои што гледаат за целата Република Македонија, тие гледаат строго за еден дел од населението, они се професионално албански партии и тие никогаш нема да бидат задоволни, секогаш ќе бараат нешто повеќе, но бизарно е оваа трансформација на СДСМ во професионална албанска партија, која што не се надпреварува на целата територија на Македонија, но сега станува пандан на ДУИ ДП. Да, ајде се вратиме малце на владачката ВМРО. Дали сметате тие во своите, нели, во своите предизборни митинзи, едно од клучните работи кои им се како повик до своите симпатизери и до граѓаните на Република Македонија е 63 пратеници за да се зачува државноста, да остане Македонија целовита и да се оди напред. Дали твоја лична онака оценка е дека ВМРО ДПМН на овие избори има капацитет да ги освои тие потребни 63 пратеници за да може да формира стабилна влада? Верувам дека ВМРО ќе го извади своето редовно гласачко тело плюс сите граѓани на Република Македонија кои што имаат семејство, имаат некаков бизнес, работат нешто.
се загрижени од опасноста за дестабилизација. Дали е тоа доволно за 63, пред се зависи според изборниот модел од тоа како СДСМ, како ќе профункционира оваа кладба на СДСМ, дека одејќи агресивно кон гласовите на етничките албанци, нема при тоа да загубат гласове на етничките македонци и на лица кои што кажав, граѓани од сите етнички заедници кои што не сакаат дестабилизација. Гледајќи како СДСМ по моментов панично прави реклами во кои што сам себе зајав се демантира. Вели, не го кажав тоа што сите ме видовте дека го кажав. Гледајќи како функционираат и во адхок телото, като што сум јас, каде што бараат казни за медиуми кои што ги пренесуваат точно, како што се кажани зборовите на Зоран Заев во Швајцарија или на тоа интервју на TV21, така натаму каде што зборува за двојазичност, за редефинирање на државата. Значи сега во моментов СДСМ преку Комисијата за балансирање на медиумите бара казни за медиумите кои што ги пренесуваат ставовите на Зоран Заев на македонски. Не бара казни на албански. Не бара казни на албански. Значи, на СДСМ во редовија пораки додат во албанскиот дел од гласачкото тело, сметаат дека тоа е во ред, ако Алсад ја пренесува изјава за двојазичност или TV21 или Шења или нека друга телевизија. Но бидејќи таа порака е наменета за нив, но сакаат да спречат телевизии кои што генерално ги покриваат етничките македонци, пред се Сител, Канал 5, Алфа, Нова, да не ја принесат истата порака која што дала на албанските телевизии, затоа што сметаат дека тука губат многу гласови. И сега од оваа кладба на СДСМ, од овој обид во трк да се преформулираат, да се преорганизираат како албанска партија, како тоа ќе биде прифатено од гласачите, очигледно и по нивната реакција дека не е добро прифатено, ќе зависи дали ВМРО ќе добие тие 63 гласови или можеби и повеќе од парламент. За адхок телото подоцна во емисијата ќе те прашам, сакав уште да те прашам како новинар кој ги следи нели состојбиве, која е твојата оценка за овие помаливе партии, Левица, ВМРО за Македонија, која е нивната реална можност да освојат некое пратеничко место за подоцна нели да можат нели да се пазарат за формирање за учество во новата власт. Добро, 2016-та не се прогнозира ништо, сите анкети одат јабана. Да. Се не се екзактна наука. Не знам, сите имаат некои фаворити, ја не знам, ја очекувам Беса дека ќе помине добро, ќе има некаков ефект, иако ева очигледно имаме 4 партии што се борат за гласовите на албанците покрај СДСМ, ДУИ, ДПА и Беса. СДСМ и Левица, гледам овие денови агресивен настап на СДСМ кон Левица, многу агресивен. Што е се левичари, тоа онака ги збунува луѓето кои ги следат состојбите. Јас лично очекував дека можеби ќе бидат на иста линија, но не се. До вчера заедно протестира, заедно кампуваат тука пред. Добро, протестите и политичката платформа не се иста. Но очигледно ги перцепираат како некаква закана, додека не знам, ВМРО за Македонија сами се понудија, нели, Георгиевски се понуди дека би бил дел од некоја идна влада од ВМРО, зборува и за коалицирање. Не можеа да коалицираат со Павле Трајанов и Богоевски, кои што навистина се промовираа како удбашка структура, така да тука Георгиевски генерално, коректно, принципиелно одиграно, повторно не е јасно што сакаат во политиката од гласачите. Значи проценките се неблагодарни. Одиме со вториот блок реклами, па се враќаме во финалето на емисијата. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото. Мој денешен гостин Цветен Шилиманов, новинар и аналитичар. Цветен, ти си член на адхок телото за контрола или за наблюдување и балансирање на медиумското известување. Пред неколку дена бевме сведоци на твоето негодување јавно за казните кои беа изречени од страна на адхок телото против 3 телевизии, ми се чини, па едната нели беше повлечена. Твоето негодување беше дека се за едните идат казнија за истото тоа како што се Телма и 24 вести, за нив нема никакво поднесување на представка за прекршочна казна. Зашто се работи точно, што е проблемот во тоа адхок тело? Има проблем и во адхок телото, има проблем и во Агенцијата за медиуми, кои што се две сега адхок телото е како контролор на Агенцијата за медиуми на некој начин. Од агенцијата
знаеш, си навикнати да можат да работат зад затворени врати, никој да не знае што прават, да не му видва извештаите што ги подготвуваат, извештаите се максимално, значи пристрасни кон едни телевизии, агресивно детални до бизарни детали за други телевизии, тоа само води до нивно казнување, упорно се користат некои изрази дека не знам мрачно, негативно една телевизија обоила некој политичар, а например не се користат за друга, така да речеме кога земете извештаат за Сител, извештаат за Телма, иако од двете страни може да забележите и коментатори, и уредници кои што навиваат, промовираат ставови. Тоа е нормално, слобода на изразување. Тоа беше предвидено дека ќе можете коментари да држате се. Извештаат да речеме за Сител е страшно детален, страшно негативен, неверојатно мрачен, апсолутно води кон тоа. Значи, ако не ја гледаш телевизијата, ако само го прочиташ, ќе помислиш дека тоа апсолутно треба да се казни. Од друга страна, Телма, да речеме, кога го прочиташ извештајот, нема да забележиш дека телевизијата, не знам, јас на мојот предлог за казнување на телевизијата, Телма, наведов дека, не знам, ги нарекуваат гласачите на СДСМ дека се единствени граѓани во земјава, дека гласачите на ВМРО не се вршат напади врз партијата ДУИ беше во моментот актуелна, буквално обвинува дека сами барале да бидат нападнати затоа што отишле во некој село да имаат митинг. Вадат коментатори кои што тоа го кажуваат. Тоа скандалозното интервју со Слободан Богоевски, каде што немаше, нели, полувистини измешани со тотални лаги беа сервирани на гледачите. Така да тие работи не се забележуваат од страна на Агенцијата за медиуми. Ние во адхок телото до сега исклучува тројцата членови што се предложени од СДСМ или поточно Сорос. Веќе можеме поконкретно да кажеме Сорос, бидејќи двајца работат или директно за Сорос или соработуваат со Сорос, третиот работи на проект на Американска амбасада, така да тоа е прилика еден слично мислечки избор на луѓе кои што беа предложени од СДСМ и одобрени од СДСМ и од албанските партии, не знам колку има учество во тоа. Тие до сега единствени предлагаат казни, единствено предлагаат казни за 3 телевизии, за Сител, за Алфа и за Нова. Слични забелешки кај други телевизии не ги перцепираат, не ги забележуваат. Ние често пати им ги укажувавме, но принципиално рековме дека не сакаме да и ние да злоупотребуваме нашата положба во телото, да казнуваме медиуми. Тотално ќе испадне. Нели, доволно е партизирано и вака кога тројца членови од една партија, од една невладина организација бараат казна само за 3 телевизии што ги перцепираат како непријатели, без и ние да го правиме истото. На последната седница јас и колешката Сладјана Демишкова дадовме предлог за казнување и на Телма и на 24 вести, чисто да покажеме дека истите аргументи кои што се изнесуваат за овие телевизии што редовно до сега ги казнувавме, дека исти такви работи може да се укаже кај други телевизии. Притоа јас и Демишкова гласавме воздржани за нашиот предлог. Рековме во ред, колеги, вие тројци имате построги критериуми, тврдите дека тоа се принципиални критериуми, не партиски. Еве ви идентичен извештај, како што имате за Сител, како што имате за Нова, како што имате за Алфа, еве ви за Телма и за 24, гласите си ги, повелете гласите ги. Не. Колегите рекоа не, значи гледаат грешки во една телевизија, исти такви грешки не ги гледаат во друга, така да тоа тело е тотално партизирано, одлуките што ги носи се смешни, бизарни и гротескни, подкрепени се со овие извештаи од комисијата, кои што исто кажав дека навистина се надувани, напумпани, се со цел да се оправдаат ставовите на СДСМ, дека медиумите некако не ги пренесувале добро. Од друга страна, реално, објективно, тој дел што може да се измери минутите посветени нека партија, покажуваат дека сите телевизии беа генерално балансирани во овој период. Исклучок се настанува кога СДСМ го немаше на терен и немаше кампања, и тоа со закон е дозволено. Ако една партија не учествува на избори, немаш да им измислиш настани. Да, ако другите имаат многу, не можеш да не ги пуштиш нивните. Така, не можеш тука да балансираш. Па јас би направил една споредба, нели ги гледавме изминатиот период американските медиуми кои се нели синоним за нешто што е демократично, напредно. Додека беше онаа кампања кој исто така беше нели неизвестен изборот за новиот претседател на САД,
барем јас се верувам и ти многумина што ги следа, не видовме некој избалансирано. Апсолутно. Имаше, нели, едната телевизија беше за таа опција, една за таа, тие ги споредија своите концепти на пазарот медиумски, гледаноста и рекламите се гледаат по тоа. Ако јас навивам за едната страна, а имам многу коментенти и многу гледаност, тоа е мое право како приватен медиум. Да се вратиме, нели, сега на некој начин ова го отварам како последен дел од емисијата. Трамп победи, многумина у Македонија и во регионот очекуваат голема промена на американската политика, која, не знам, може би 2-3 децении беше еднонасочна, сега со промената на Трамп се навестува дека ќе дојде, нели, новата страница на американската политика во глобални рамки, па со тоа, нели, во регионот и во Македонија. Изминативе неколку дена ги гледаме новите функционери кои ќе бидат во кабинетот на Трамп. Некои од нив имаат грчко потекло, сега не мораме да го коментираме ако има грчко потекло, дали тоа значи дека има влијание врз Македонија. Но што е твоето очекување од Трамп како председател и од администрацијата, кога ќе речам Трамп, мислам на целата администрација и политиката која на наредните 4 години ќе води Вашингтон? Јас сум кој што бев скептичен за Трамп во текот на кампањата, не беше ни првиот, ни петиот, ни осмиот нели, кандидат меѓу републиканците. Сега за сега сум одушевен. Значи, навистина Трамп да пружа подршка, значи пружа рака на помирување на другите фракции од републиканската партија, кои што очигледно го гласа. Во почеток. Па граѓаните го гласа очигледно. Така да зборувам за тотално поразени политичари кои што беа противници негови, кои што го изгубија своето гласачко тело во полза на Трамп, но очигледно е достоинствен и нели, широко град победник по изборите и се обидува да одржи единство во партијата, за да ги протурка работите што ги види, кои што навистина се спектакуларни и кои што навистина ние би можеле многу да научиме од нив. Некои работи ние веќе ги имаме имплементирано, тоа е рамни даноци, ниски даноци, но има некои работи кои што не сме ги направиле доволно барем, или ги правевме во почетокот, па потоа загубивме здив како кратење на регулатива, укинување на цели државни апарати, да речеме министерства, таму секретаријати. Има едно барање кое што не е многу актуелно, но нели ќе видиме приватизирање на пензискиот систем, значи не е од ветувањата на Трамп, но луѓето со кои што се поврзува зборуваат за тоа, приватизирање на школството, значи некои навистина агресивни реформски пакети, значи многу силен десничарски реформски пакет кој што се нуди, од кој што би можеле многу работи ние да научиме. Конкретно она што се зборува кај нас, сега зборувам идеолошки, она племенско-балкански нешто не интересира. Видете, ние сите бевме под една агресивна кампања, еден агресивен напад од страна на балканската левица, помогната од европските социјалдемократски партии и американската левица, преку USAID, National Endowment for Democracy, преку German Marshall Fund of the US, значи организации кои што до сега немале толку агресивен идеолошки признак, во времето на Обама стана апсолутно джихадисти на некој начин, за да бидат победени конзервативните движења низ Европа, низ светот, на нивно место да бидат именувани, избирани, поставувани левичарски движења, макар тоа значало населни протести, директно државни пари финансирање на протести, вадење снимки, давање политичка заштита на поранешни полицајци кои што вадат снимки, иако да речеме во Америка Сноуден мора да бега во екзил, Асанжа во екзил, Бредли Менинг е во затвор, кастриран дури. Во Македонија, да речеме, за иста таква работа ти можеш да го правиш тоа на сред плоштад или слободно во твоето партиско седиште, ништо да не ти се случи, бидејќи имаш потпора од САД. Излегуваа фрчковци, ордановци, викаа дека сега ќе дојде Нуланд, ќе смени власта во Македонија. И најтрагично само ќе се убацам грубо мешање, нели, на американската амбасада во Македонија, грубо мешање во внатрешната политика на државата. Амбасадорите треба да ја представуваат својата држава и да ги нотираат работите што се случуваат, а не да влијаат врз политиката. Апсолутно. Значи, целата оваа операција сега е на стендбај, катица нема како што гледаме.
нови проекти од USAID одат кон истите невладени организации, но ќе видим уште колку долго, бидејќи администрацијата на Трамп, луѓето кои што ги прибира околу себе, во нивниот однос кон Сорос, кон овие левичарски, фанатични левичарски организации, се изразуваат дури поостро и од што сме навикнати во Македонија да го Па бевме сведоци, имаше протести. Тоа они го организира во Соединетите Американски држави. По изборот на Трамп, не знам, Цветин ги следиме одамна состојбите, за мене беше шокантно кога видов дека има негодување и протести, насилни протести за демократски избор. Тоа го немавме видено. Тоа го имаше во Британија. Во Британија фрла боја на споменикот на жените жртви од Втората светска војна, значи почетокот на шарената револуција. Инспираторите кога се победија конзервативците, а во САД, нели, тоа што е интересно, никогаш нели на шега велиме за некој особено дегутантен кадар на СДСМ или на Сорос кога ќе излезе во Македонија, велиме колку ВМРО го плаќа овој човек да се глупира и да се понижува партијата. Во САД Трамп покажува дека има сенс за ова. Значи, на пример, даде една изјава дека он е против палењето на американското знаме и ќе предложи закон во таа насока, иако десничарите во принцип сметаат дека слобода на говор подразбира дури и да имаш право да го запалиш тоа знаме. И имаше страшна реакција од десничарите, некои принципиелни, нели, конзервативци му рекаа, немој, молим те, но имаше очекувана реакција од левичарите, се собраа веднаш пред Трамп Тауер во Њујорк, извади американски знамења и ги запалија. И просто можеш да замислиш како Трамп од горе ги гледа и се смее своите политички противници кои што на таков начин изгубија епохално, значи изгубија Белата куќа, целиот конгрес го изгубија, имаат изгубено во десетици држави каде што имале гувернери, сега уште до таа мерка се понижуваат и се сами себе се уништуваат како партија, значи да го запалиш американското знаме. Тоа е нешто еквивалентно на идеите постнационални, пострелигиозни, постдржавни идеи кои што тука кај нас можеби Зоран Заев, ајде, колку може да ги разбере, колку има капацитет за тоа ги промовира, но нели буквално зборуваме за една крајно радикализирање на левицата и во САД, и во Европа, и кај нас, до ниво да не можат да бидат веќе прифатени и прифатливи за огромно множество од граѓаните кои што колку и да сакаат да бидат, не знам, широк ум, немој да го палиш своето знаме. Немој да кажеш дека, не знам, твојата нација веќе не постои, дека твојата религија, дека црквите треба да се запалат, да се уништат, како што кажуваа некои нивни представници. Значи, на вистина се отиде ниво, крајни нива на абсурд. И нели, Трамп е гениален трол кој што успева да ги извади на чистина и да ги истера со тие, нели, колку радикална политичка опција, нели, една од двете големи политички опции во САД и во Европа, до кој ниво си има радикализирано во овие 8 години од Обама. Значи, Трамп е гениален во тоа што успева да ги разоткрие, а гледаме дека и во Македонија ќе има последица од тоа. Цветен, ти благодарам, ќе очекуваме да видиме за исходот и од изборите, па и од доаѓањето формално и официјално на Трамп на 20 јануари, па ќе видиме каков свет не очекува и каква Македонија. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Изминатиот час ја следевте емисијата Радио Полиграф. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Никола Јовановиќ. Продукција Радио Слободна Македонија, сабота, 3 декември 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.